Мора да се знае кога политичката неизвестност ќе се заврши, бидејќи не може да се очекува зголемување на производството, освојување други пазари, склучување договори со нови партнери, преземање развојни активности во моменталните услови е пораката која неодамна беше пренесена од Сојузот на стопански комори на Македонија. Во нашево стопанство, Стопанската комора на Македонија правеше истражување на 1000 компании, каде што тие 1000 компании 33% изјавија дека имат откажување на договори на извоз, така да тука работиме каде може да подобриме. Велковски истакна дека работат и во насока на продолжување на соработката со коморите од Грција. Јас повеќе пати кажам дека овие 3 години Стопанската комора на Битола најмногу соработка има со стопанските комори од Грција. Стопанските комори од Грција не поддржуваат целосно. Ние ќе имаме за 10 дена состанок со северните комори од Грција и заедно со ними јас еднаш истакнав дека имавме договорено за битолското стопанство немаше никаков проблем ни за приватни бизнисмени, ни за поголеми правни субјекти. Бевме договорени во секој момент сите возила, сите можности кои ни ги нудеа да немат пречка. И покрај проблемите кои се појавија на почетокот на годината поради блокадите од грчката страна на границата, за Пелагонискиот регион Грција останува важен партнер за стопанството. Сепак Грција останува втор партнер за инвестирање во Македонија. Сега се прошируваме заедно со коморите од Кипар и Грција, така да сметаме дека ќе има поголем влез на компании грчки до крај на година. Во последната прогноза на Светска банка, македонската економија годинава треба да оствари раст од 3,7%. Како клучни предизвици се домашната политичка криза и состојбата со бегалците. Економистите од меѓународната финансиска институција се пооптимистични за македонската економија. Очекуваат раст од 4%.